Поштовани граѓани, јас сум Вети Деловска и сум од тука, од нашата убава Битола. Од секогаш сум била тивка. Не сакав да зборувам многу, ниту сакав политички да бидам определена. Ама доста е веќе. Ние ќутиме веќе 35 години и газат по нас. Време е да се разбудиме. Време е да го кренеме нашиот глас, да му кажеме, доста ни е веќе. Да бидеме европски, да бидеме современи, но како? Газејќи по народот, носејќи одлуки во позадина. Не може. Време е да се слушне гласот на народот, да му кажеме стоп, не сакаме депонија во нашата општина, особено од повеќе општини. Бидете разумни, најдете вистинско решение. Нели ни е доста загадениот воздух што го дишеме од рек. Не сакаме загаден воздух, не сакаме депонија. Сакаме чист воздух, хубава средина, здрав живот, но пред се сакаме вистинска влада која мисли на народот, а не на себе. Додека тие се шетат и уживаат, народот страна живее, да речам, се труди да преживее. Со 24.000 јас лично би го замолила господинот Христијан Мицковски да дојде еден месец да земе наша плата и да преживее, затоа што нека му проработи барем малку совеста дека народот сака да живее. Не мизерно, а не да умира. Не ни треба депонија на смртта, бидејќи тие постепено не терат да умираме. Без тоа, задолжена држава од 7 милиарди евра за една година. Дали еднаш помислиле да му помогнат на родителите на децата загинати во дискотеката во Кочани? Не. За некаде да се појавиш треба да имаш чисто лице. Ние сите знаеме дека сето ова што се случува не е во ред. Сите ќутиме затоа што бидејќи се плашат да не изгубат позиција и друго работно место, бидејќи денес кај нас е ако си партиски определен имаш убаво работно место, ако не си никој и ништо, еден обичен неценет работник. Значи тоа сме ние. Дайте заедно да не дозволиме да ни изградат депонија. Значи треба да живееме, не да умираме.